Кога зборуваме за ликовни уметности, мислиме на оние дисциплини кои историски се сметале за највозвишени форми на уметност, ценети пред се поради нивната естетика, нивната културна вредност и способноста да го надминат она што е чисто функционално. Сликарството е веројатно дисциплината која најбрзо ја поврзуваме кога го слушаме поимот ликовни уметности. Тоа е доминантен визуелен јазик на човештвото со милениуми од пештерските цртежи во Алтамира до современото платно. Сликарството како визуелно изразување на дводимензионална површина преку бојата, текстурата и композицијата е субјективната визија на уметникот за светот или реалноста. Сликарите во текот на историјата имаат различна улога. Преку средниот век, каде се важни религијата и канонот, во ренесансата техниката и разумот, романтизмот, емоција и израз. И современиот сликар, кај кого се важни концептот и критиката, односно општеството и идејата. Она што денес на вистина ги дефинира ликовните уметности е нивната намера, естетска автономија. Се вреднуваат поради нивната убавина и нивната способност да предизвикаат емоционална или интелектуална реакција, а не затоа што служат за нешто корисно. Денес ликовните уметности не само што украсуваат, тие не покануваат на размислување за човечката состојба, историјата, политиката или самата природа на уметноста. Вечерва со нас еден од македонските визуелни и мултимедијални најдобри уметници, Страхил М. Петровски. Страхил, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов, добро вечер и драго ми е што сум поканет во ваша прекрасна емисија и многу гледана, морам да признам. Ти благодарам. Поздрав и до гледачите на македонската телевизија, секако. Представник си на средната генерација визуелни и мултимедијални уметници. Дипломира сликарство на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во класата на професор Родолјуп Анастасов, а заврши постдипломски студии на истиот факултет кај истиот ментор. Дете на уметник си, ке го споменеме и твојот татко Момчило Петровски, Моцо, кој што беше наречен. Во текот на разговорот ке сакам да те прашам нешто, а сега како и кога ја откри дарбата дека ја носиш таа нишка на уметност во себе и дарба? Океј, значи да почнем од почеток. Секако. Видете вака, значи, прво морам да кажам дека потекнувам од такво семејство, нели уметничко семејство, каде што мојот веќе покоен татко, Момчило Петровски, не беше само професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Тој беше пред се мој татко, претходно работел во Национален конзерваторски центар. Значи, долги години го истражувал културното наследство пред се на Македонија. Работел по терени, работел по Стоби, Хераклеја, Мородвис и така натака. Пред да нели се вработи на Факултетот за ликовни уметности како професор. Мојата мајка исто така покојна, морам да кажам. Она беше воспитувач во детска градинка. Така што, ете, да на некој начин потекнувам од интелектуално семејство, каде што од секогаш се негувало уметноста, убавото, естетиката, пред се визуелното. Така да, веројатно и природно, на некој начин, се роди таа идеја, односно мојата одлука, да запишам Факултет за ликовни уметности, иако тоа не беше по желба на мојот татко. Затоа што, морам ова, еве вака може и да цитирам, велеше, тежок е патот на уметникот, и на вистина е така, после, ако направам ретроспектива, на вистина е така, на вистина тешко се стигнува до врвот, ако можам така да кажам. Велеше дека прво поради него морам да го оправдам своето, како да кажам, постоење, своето нели уметничко постоење. На некој начин да не го посрамам, едноставно. Да не го засрамам пред колегите. Значи, морам да се оправдам јас пред
пред него. И пред другите. А и пред другите, не само пред него. Океј, имав идеја да имав уште неколку бекап варијанти. Ако не беше ликовна академија, односно факултет за ликовни уметности, ќе беше сигурно теологија, ќе беше архитектура и толку, да. Тоа ми беа од опциите. Меѓутоа, нормално, она што кај мене некако направи фрез, некој кат, она што мене највеќе ме интересираше и она што највеќе го сакав е да бидам визуелен уметник, односно ликовен уметник. Морам да споменам дека еден преубав мозаик постои од татко ти, кој што се наоѓа сега во хотелот Арт Хотел, мислам во Белград. Хотел Арт Хотел Белград. Да. Тој мозаик, морам да кажам дека тој го направи во соработка со една голема екипа на исто така уметници, кои што нели го работеа деноноќно тој мозаик и мораше да се заврши во рок. Тоа беше подарок на Република Македонија за последниот самит на неврзани во Белград. Мозаикот, навистина, тоа беше копија од крстилницата во Стоби. Навистина прекрасно дело, меѓутоа и беше видлив од сите страни на Кнез Михајлова во Белград. Меѓутоа, нели, со текот на времето и приликите во Србија и во Белград, поготово, се случи да тој објект го купат или се денационализира, веќе тука не навлагам во тие нели моменти. И стана хотел. Така и стана хотел. Практично тој мозаик го уништија. Јас реагирав и до конзерваторскиот центар во Белград со писма, со нели мои реакции така натака, фотографии, меѓутоа не добив до ден денешен никаков одговор. Значи мозаикот е преполовен на буквално на средина, поставена врата антре во хотелот, така да имав прилика и да го видам и имам документација, значи фотографии како тој мозаик е уништен од нивна страна. Кога сме веќе на почетоците, ајде, сакав да ми раскажеш малку како ти беше на факултетот за за ликовни уметности. Го имате најубавиот факултет, нели, во Сулијан. Апсолутно. Како одеа тие студентски денови? Колку зреевте како уметници генерацијски вие? Тоа беа многу прекрасни денови, навистина. Иако на моменти Ве чекате да завршат? Едва чекав да се заврши. Да, едва чекав да се заврши. Можеби поради тоа што беше татко ми таму. Значи секогаш го извлекував најдебелиот крај. Да, дефинитивно. Да. Затоа што ако другите студенти, односно мои колеги, мора да сработат по 2 или 3 работи, јас морав 5 или 6. Значи дупло повеќе од останатите за да се докажам и да го оправдам него и себе прво, па после него. Така да, паметам прекрасни моменти, значи од таа генерација кај професорот Родолјуб Анастасов се изродија навистина прекрасни автори денеска, визуелни уметници, некои од нив еве и како професори на факултетот за ликовни уметности, нели ја наследија таа постара генерација, многу драги мои колеги. Така да, навистина, едно прекрасно чувство, едно прекрасно дружење, како да кажам, една навистина и убава и квалитетна дружба и морам да признам дека од оваа перспектива гледано имаше предобар квалитет. Зборувам за тој период, една плејада на прекрасни професори, не дека сега нема, исто така се врв, меѓутоа таа плејада, почнувајќи да речеме уште од формирањето на факултетот, да речеме Драгутин Аврамовски Гуте, исто така Кумановец, Петар Мазев, Димитар Кондовски, Симон Шемов и така натака, мојот татко и така над Вело Ташовски, Стефан Маневски и така натака, мислам да не ми замерите ако заборавам некого. Меѓутоа, во моментов ми
еве вака се сеќавам на тие имиња, меѓутоа професорот Анастасов, секако Танас Луловски, Димитар Перчинков и така натака, сметам дека навистина имаше Македонија со што да се пофали и со еден квалитетен факултет пред се, една високообразовна институција која што навистина продуцираше прекрасни кадри. Токму со нив, со професор Вело Ташовски, татко ти Момчило Петровски и друга една екипа, работеше и ти како демонстратор и беше дел од научниот проект кога се открива оној ликовен материјал кој што е наречен Брестал. Петар Хаджибошков еве сега моментот. Ете, значи ги има, има повеќе така. Повеќе. Што се доби со тој нов материјал кој што се користи, колку сватив се некакви влакна кои што се направени од... Тоа беше исто така проект под раководство на мојот покоен татко, во соработка со господинот професор Петар Хаджибошков. Значи, они заедно практично работеа долги години истражувачка работа и работеа на истражување на материјалот, но исто така да се испитаат можностите на самиот материјал, затоа што беше водоотпорен материјалот, можеше да се користи во надворешни услови, значи да се лијат мозаици и да нема никаков проблем во однос на надворешните влијанија, значи огноотпорен, водоотпорен и така натака и така натака. Мислам дека тоа го дали на технолошкиот факултет сега не ме фаќајте за збор, мислам дека исто така и во соработка со факултетот, значи го така бидејќи тоа е некаква руда која што се го произведоа, ајде да кажам, материјалот Брестал, меѓутоа за жал морам да кажам, Бресталот не беше патентиран како материјал. Мојот татко значи правеше графики, слики, скулптури, исто така и професорот Хаджибошков. Не знам, можеби е тоа и негова грешка на татко ми, затоа што мислам дека он не беше доволно продорен пред се. Ако веќе направам некоја паралела, јас и тој сме многу различни, односно, во смисла, он беше многу скромен човек, во суштина. Он беше голем, но скромен. За жал. Да. Кажи ми, ќе се вратам на тебе. Беше околу 8 години ангажиран во Националниот конзерваторски центар во Скопје, каде што работеше на конзервирање и на конзервација и реставрација на икони и на фрески, ако не се лажам. Не, само на икони. Само икони? Да, во лабораторија за конзервација и реставрација на икони. Национална установа Национален конзерваторски центар Скопје. Долго е. Така. Национална установа. Републички. Значи, порано беше бивши Завод за заштита на спомениците на културата Скопје. Така. Кажи да ми, бидеме прецизни. Каква беше таа работа? Какви нови знаења доби со тоа, бидејќи сега во моментот работиш исто во Музеот на револуционерната борба и тој има подолг назив. Повторно грешка. Да. Ваша, значи, национална установа, Музеј на македонската борба за самостојност Скопје. Така. Како советник конзерватор за метал и дрво. Така, сега работиш на метал и дрво. Так. Како беше таа работа со иконите и колку од тоа се добива за работата како уметник знаења? Претходно ме прашавте, а не го одговорив тој момент, дека некаде 2 години работев како демонстратор. Тоа го кажавме. Да, меѓутоа како демонстратор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Работа со студенти, навистина огромно задоволство. Меѓутоа поради X причини, и така натака, не останав тамо.
Мислам, приватно правевме, разговаравме околу таа тема, мислам не би сакал сега јавноста да ја замарам со тие моменти. Имено, во однос на мојата работа во Националниот конзерваторски центар, исто така едно огромно искуство за еден автор, за еден уметник пред се. Морам да кажам дека конзервацијата е навистина една тешка и многу захтевна професија. Тоа е наука и занает. Значи, една комплексна, сложена комплексна работа. интердисциплинарна работа, работа со тимови, во тимови, со историчари на уметност, хемичари, фотографи, конзерватори секако. Од друга страна е многу племенита е работата, да работите и да заштитувате културно наследство. Нешто што треба да остане, да. Кое што треба да опстане. Мислам дека тоа ми беше едно драгоценно искуство. Го научив занаетот. Инаку ја по професија сум дипломиран сликар со модно креирање. Меѓутоа, конзервацијата не можете да научите теоретски. Сега. Конзервацијата се учи практично. Значи, долги години работа во лабораторија за конзервација и реставрација на икони, значи работа со професионалци пред се, луѓе навистина кои што си ја знаат својата работа и професионално ја извршуваат пред се. Комплексна работа. Моето искуство, како што кажав, да не се повторуваме драгоценно, го научив занаетот, да не се лажеме. Во моментов со металот и... Во моментов, да. Минатата година имавме во музеот еден проект, исто така од годишната програма на Министерството за култура, каде што во 13-тото оделение на музеот вршевме превентивна заштита на дрвените предмети и музејските експонати. Така да, видете, ако знаете, ако си ја знаете работата, мислам дека дали ќе работите на икони или ќе работите на метал и дрво, иако се доста различни, мислам дека успешно можете да се справите и со едното и со другото. Водреден професор на факултетот, на Европскиот факултет во Скопје. Универзитет, факултет за арт и дизајн Скопје. Така, и ми спомена дека ти е задоволство да работиш со студентите, да им пренесуваш знаење и кажем им накратко за тоа. Па од секогаш таа моја љубов за, ајде да кажам, педагошка работа, тоа е уште од пред 20 и кусур години, уште од времето кога бев демонстратор. Некако ми се роди таа љубов, сето на знаење што го впивав и што го имам и до ден денеска, нели? Да го пренесам што од мојот татко, што од самиот себе на помлади генерации. Не успев да останам на факултетот за ликовни уметности, иако можеби требаше. Ќе го кажам слободно, не е никаков проблем. Ви реков од разни причини пред малце. Меѓутоа ми се пружи можност во 2019 година имаше конкурс, се разбира, транспарентно, да не сум вработен тамо, мене ми е работното место во Музеот на македонската борба, тогаш работев во Национален конзерваторски центар. Меѓутоа во 2019 година ми се пружи можност да станам доцент по фотографија и мултимедија на Факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет Скопје. Така да, од тогаш па до денес, нели станав вонреден професор по фотографија, сега само предавам фотографија на 3-та и на 4-та година. Студенти, навистина, мене ми е лично задоволство да работам со млади луѓе, со млади генерации, да им пренесувам моje знаење. Со фотографија се занимавам, па не знам да кажам 15 на години. Навистина фотографијата ми е медиум и средство за изразување на некои мои чувства, некои мои ставови, аспекти, животни и така натака. Меѓутоа, како и сликарството сега, да не ги мешаме работите, конкретно зборуваме за фотографија. Така да, навистина, уживам додека работам со нив.
пренесувам знаења, кој како. Некои Прима, впиваат, да. некои не впиваат. Генерациите денеска од една страна имаме се на дланка, меѓутоа некако не знам, чудни ми се овие помлади генерации, не знам зашто. Стварно не знам зашто, а имаме се. Епа толку Со едно дека имаме копче, се, со еден клик ние имаме се на дланка, Токму веројатно тоа е и проблемот. тука лежи и проблемот. Да. Да. Безброј изложби страхиле од 97 почнаш во Куманово Многу. со слики и цртежи. 2000 до 2003 потоа имаш едно затише, Морам да се ми напијам. спомена дека да имаш до 2016 за да се вратиш со идентитети во Чифте Амам. Имаш пауза од години, имаш изложби помеѓу. Зашто пауза? Созреваше? Па да, 97 година ми беше првата самостојна изложба, нели, тогаш и дипломирав таа година во јуни Така. месец. И како сега се сеќавам, баш ми е онака свежо сеќавањето. Изложбата ме отвараше сега веќе покоен професор доктор Кирил Темков. Навистина убава изложба со понака многу луѓе, убава една атмосфера. Ке спомнам дека следната година, 2027, нели се навршува 30 години од мојата прва самостојна изложба, значи 30 години творештво не е мала работа. Не. Апсолутно. Ме прашавте за пауза, значи до некаде 2013 година, ако не се лажам, 2013, бев активен, значи скоро на сите изложби што групни, меѓународни, домашни, самостојни и така натака, меѓутоа се случи некаков рез, а тој рез не е случаен. Во меѓувреме, нели, решава фамилиарни работи. Не бев вработен, немав, значи, финансиска подлога и некако тука настана некое затишје, морам да кажам. И затоа и се случи тој рез. Практично имав еден, рез кат, како би го кажал, една црна дупка ја ја викам. Така си ја викам, црна дупка у моја кариера. Тоа е поради вака, ајде да бидам по-концизен, да не филозофирам многу. Значи, имаше многу кршења право кај мене, внатре. Моментот беше или ќе работам во Национален конзерваторски центар, затоа што бев долги години хонорарец, без решение, или ќе работам во Национален конзерваторски центар и ќе бидам, нели, канцелариски 3 точки, или ќе работам професионално работата и ќе го работам она што мене ми е примарно, приоритетно, а тоа е визуелната уметност, сликарството и така натака. Значи, и едното и другото, меѓутоа, некако да превагне ова второто. Не дека не ја сакам, да не се лажеме. Секако, да. Конзервацијата, секако, меѓутоа, некако кај мене, ако веќе правиме Убедува некоја другото. паралела, идеме вака. Така да тука беше резот. Не правев изложби, да скратам приказна, не правев изложби, ништо не ме интересираше, буквално ништо. Затоа е црна дупка, меѓутоа се враќам, камбек правам во 2016 година со изложбата Идентитети во Чифте Амам, гранде изложба. Навистина која што најде на прекрасен одзив кај публиката, љубителите на ликовната уметност, а тоа е Мач со двеоштрици, да знаете. Такви катови се. Не се секам, ја видов таа изложба кога се појави. Така, со одлична критика, медиумски покриено исто така. Така што си реков, од тогаш, од 2016 година до мислам до ден денешен ја не престанувам. Така. И идеме понатаму. Одиме 22 Париз, Синергија на времето. Не, Нови светови будва, 25-та реминисценции. Добро. Она што е интересно за Париз, исто така 2025 Париз и јуни. Њујорк, реминисценции, да. Минатата година практично, да. Каде што користиш
бои што не се бои, користиме контрасти, црна, бела, рѓа, што Така е. нарекува на злато. Така е. Кажи ми малку за овие твои изложби. Значи, видете вака, од секогаш, и дури и како студент, јас некако сакав да ги кршам тие правила. Например, ако требаше да се наслика мртва природа, јас сакав тоа да биде апстрактно, да не биде реално. Дали се разбира? Да, скоро. Така да, од секогаш тој експериментален дух во мене, слободно можам да кажам, влијаел и до ден денеска. Јас сум немирен дух, генерално. Не сум статичен, не сум во некоја комфорна зона, затоа што вие имате автори кои се во својата комфорна зона и Сликаат си го едно. сликаат и тоа си го тераат онака. Ја обично сакам да кажам, окей, тоа е све фино, добро е тоа, меѓутоа некако рамна линија, нема некоја амплитуда. Кај мене е све амплитуда. И животот, значи и сликарството, и изложбите и така натака. Ја ја сакам таа енергија. Таков карактер сум. Не можам, ја не се врзувам за еден медиум. Масло на платно или акрил на платно и сега тоа го работам долги години. Не, просто не кореспондира тоа со мене. Така да, за проектите имаше многу проекти во изминатите години, навистина имам некоја ајде своја лична и фотоархива и нели документациска архива. Секогаш проектите биле различни на некој начин, медиумски, содржински и така натака, концептуално, ако сакаш. Немате една нишка твоја. Меѓутоа, од оваа дистанца, гледам дека уште од почетоците мои, како нели уште кога сум се формирал како автор, како личност и така натака, и тој теолошкиот момент, можеби, и архитектонскиот момент, ако сакате, сега да се навратам. Да, има во делот, апсолутно. Има влијание, има рефлексија во тоа што и ден денеска јас како автор го правам. Да, одлични носам, мислам, одлични впечатоци од изложбите. Значи, публиката одлично ги прифати и двете изложби, париската и њујоршката. Навистина тие се диаметрално спротивни, мислам, зборувам за публиката, како публика, да. Тоа се тотално различни енергии. Да. Меѓутоа и различни амбиенти пред се, различни галериски простори. Да. Така да, мислам дека во секој простор некако делата си го пронајдува својот пат. Ја дури и сакав, да речеме, истите дела, истиот концепт, да го поставам во различни просторни димензии. Просто сакав да видам како тоа ќе прозвучи, нели, пред публиката, па прво и пред себе. Прво сакам јас да сум задоволен, па после мислам. Ако јас сум задоволен, тоа ми е репер дека не мора да е добро. Меѓутоа, ако јас сум задоволен, онда тогаш тоа е окей. Јас сакам да има и критика, и позитивна, и негативна, затоа што денеска во Македонија дефинитивно немаме ликовна критика, апсолутно. Морам да го спомнам ова, затоа што и добра и лоша критика мора да постои. Е добро, да. А кај нас е секогаш или е добро, или не знам, или се плука и така натака, и така натака. Реално. Мислам, тоа не е реалноста, за жал. За разлика од европските земји, ако сакате преку барата, да. Така што тоа не е реалноста, за жал. Дали мислиш дека, ево додека подготвував за тебе, има уметници кои ја бришат границата меѓу технологијата, човечката перцепција и визуелната уметност, како Рефи Канадол. Рефи Канадол е оној познат кој што зема, нели,
и прави скулптури од податоци, односно зема податоци од разни библиотеки и прави со нив простори кои што се нели тридимензионални. Не е само Реф и Канадол. Да, ги има повеќе, но тоа е, да речеме, еден од првите. Дали мислиш дека, затоа што цело време зборуваме за она дека емоцијата, дека уметноста е емоцијата што вие имате и ја прикажувате. Колку би можела машината, виртуелната уметност да го направи тоа? Ево вака, имам ја свој став исто така. Тоа ме интересира, да. Нели, вештачката интелигенција или AI, ако сакате, Artificial Intelligence. Вака, значи, во денешни услови сметам дека уметноста треба да оди напред. Апсолутно. И ние како автори и впрочем и како луѓе, како битија, треба да се насочуваме кон нели кон новите технологии, да се адаптираме, аклиматизираме како сакате. Треба да биде помошно средство. Вештачката интелигенција. По мене. Не знам дали се учениците постојано. Така. Дали вие ќе се сложите или не со мене? Апсолутно. Тоа е мој став, мој личен впечаток дека треба да биде само помошно средство. Да. А не единствено. А не единствено средство со кое што вие прво не знам дали ќе ги изразите емоциите, чувствата. Не можете вие ќе куцнете на лаптоп, не знам, било што и ви искача ви излегува цела страна. Напишан текст. Пазе, мислам, ве молам, дали вие тука нешто имате свое, дали некое свое лично чувство, дали имате чувство, дали имате емоција. Све е во ред, мислам, се слагам, има многу други автори кои се занимаваат со AI, меѓутоа сметам дека само е како дефинитивно помошно средство. Ништо повеќе од тоа. Ајде да одиме на концептуалната уметност малку и на она што е абстракција. Велиш дека и кога си сликал мртва природа си сакал да е тоа поабстрактно. Кога е и ме критикувале заради тоа. Не сум бил школски. Тоа е не сум бил школски. Тоа е нонсенс. Тоа е нонсенс. Океј, програмата на факултетот, да, океј, започи. Меѓутоа ако сакате вие плюс да направите нешто. Да. Нешто свое, лично, мимо програмата. Ве молам, пуштете го студентот, нека се докаже. Тоа е само плюс, не минус. Точка. Затоа е уметник. Затоа е уметник. Нема ограничување, нема бариери. Кога е доста? Кога е моментот на абстракцијата дека треба да застане? Кој е моментот кај што се вели, делото го довршив, нема да додам уште 3 бои? Океј. Па не, мислам, делото е завршено. Кога е тој момент? Не е завршено делото. Не е никогаш, така? Никогаш не е завршено делото. Да, можеме да кажеме до одреден степен, меѓутоа повторно се навраќате кон таа интроспекција. Кон своето лично искуство и постојано преиспитување самиот со себе, своите граници. Јас се надпреварувам самиот со себе, инаку. Да, најдобриот надпревар. Имено, најдобриот надпревар, онака да ги поместувате границите. Јас обично викам сега странцизам ке употребам level up, односно скалило по скалило. Така да самиот со себе тоа го правам, тоа ми е како, не знам, ментална некоја си вежба. Да, делото никогаш не е завршено и одличен е пример, онака за наслов за изложба, делото не е завршено. Одлично. Браво. Сликарот е критичар и на културата првично, односно тоа е неговата функција да ја преиспитува културата, што е уметност, кој треба да има пристап до неа, односно пристап во смисла секој може да има пристап, туку кој ќе ја доживее, кој ќе ја почувствува тоа што нели таа уметност што еден уметник сака да ја каже, но дали се гледаш и како критичар на општеството, критичар на човекот, на едно време во кое живееме? Апсолутно, уметноста не е само да разубавува. Апсолутно. Уметноста, јас не ја гледам така или ја не ја перцепирам така. Од секогаш кај мене постојала, било кога да прашате, мислам, со луѓе кои што се дружам и со кои што дебатираме нели на таа тема, во однос на уметноста и така натака, со мои блиски пријатели.
Сметам дека не е само да разубавува, да не ги разубавуваат зидовите. Мислам, во декоративна. Да има и глас, нели? Во декоративна смисла, а има. Да. Такви колку сакате. Да. Не е само глас, не е само декоративниот момент. Тука треба да се слушне крикот на уметникот. Сега. Крикот, односно, па и критика на општеството, ако сакате. Критика во политичка смисла, критика во, не знам, во секаква смисла, социјално, општествена категорија и така натака и така натака. Значи, тука е борбата во суштина на уметникот, па и на уметноста, ако сакате, да придонесете за подобро општество на крајот на краиштата. Една мала промена. Една мала промена. А мислам дека можеме тоа. Да. Видете, има многу фрази уметноста, дали може да... И, тоа ми е веќе клише, дали може уметноста, као прашање, мислам, моментов. Дали може да го смени светот од типот, дали може нешто да придонесе така натака. Па видете, да го смени светот не може мислам, ништо не да го може, смени светот. апсолутно е нонсенс. Меѓутоа, да придонесе, да укаже, да подучи да малку. подучи, да едуцира, Апсолутно што е се тоа? сложувам. Во инсталацијата просторот станува платното. Уметникот веќе не манипулира со бои, со пигменти, со кјароскуро, така. нели со темно светло, туку со физичка светлина, звук, време, па дури и простор, телото да. на гледачот Да, и секако да. просторот, нели не е исто да ставите тука една инсталација и да ја преместиме во шума или како што спомена сега, едно е во Париз реминисценција и друго е во Њујорк, затоа што Апсолутно. и публиката и просторот. Зошто апсолутно инсталацијата Страхил? Зошто таа фасцинација од инсталација? Нели ако споменеме дека првата беше оној писоар на Марсел Дишан. Да. Кој што Да, па он е еден од основоположниците на концептуалната Апсолутно, уметност, кој исто така го многу го сакаме, да кажем, Да. вака го обожувам. Зошто инсталација? Затоа што сметам дека поради тој мој експериментален пристап и експериментален дух, мој личен субјективен, сметам дека таму може највеќе да го дадам оној свој личен печат кој што го носам со себе. Значи, експериментирање со материјали, како што кажавте, значи дури со несликарски материјали, Да. со ready-made материјали, поставка во простор, во различни простори, секогаш е предизвик. Дури еве и да поставиме, да речеме, дело, одредено дело, да речеме, или дела, ако сакате, да поставиме и на улица, под предпоставка, карикирам. Поинаку прозвучува во однос на галерискиот простор. Еве сега во Њујорк, нели, некако најтазе ми е, најфришко, во разговор со тамошните уметници кои што дојдоа, нели, на мојата изложба, и, нели, дискусија околу уметност и така натака, уметнички разговори, ми кажаа дека веќе галериските простори не им се предизвик за изложување на својата уметност. Што значи дека бараат поинакви алтернативни решенија, алтернативни простори и улица, ако сакате, не знам, имало веќе диско клуб, не знам, бар и така натака, за да се изложи уметноста. Значи, одамна уметноста не е само за во галерија. Така, има малце повеќе интеракција со публиката, И интерактивноста и поголема. Со публиката, апсолутно. Тоа е тоа. Оној интерактивен дел, оној моментот на инклузивност, ако сакате.
Има во, например, во Валенсија, кај Центарот за уметност и култура имало изложби такви како на билборди наместени. Имам видено во Белград на Кале Мегдан, значи ги има повеќе. И точно може да се направат такви изложби низ градот. Еве идеја за низ Скопје, па не само низ Скопје, и Битола и Куманово. Куманово не е важно каде. Да. Јас сум имал такви експерименти, еве и во Велес, например, на спомен Костурницата 2022. Да го споменеме, значи видео проекција на самиот објект. Еден од врвните објекти на бруталистичката архитектура, која што навистина ја почитувам и почитуваш сум, апсолутно. Апсолутно, така да, а се правеле, еве да речеме Бела ноќ во Скопје. Бели ноќи кога на почетокот. Белата ноќ на почеток. Првата Бела ноќ беше во сите можни музеи. Преубаво. Дури имав и во школка, во парк школка има видео на школката, инсталација, односно видео проекција. Така да, тоа е тоа. Те предупредувам, не остануваат 4 минути. Немој да ме предупредуваш. Рековме ќе се изненадиш во емисија. Повели. Еден подарок од мене за благодарам. Ја за жал не земав со себе ништо, меѓутоа се надевам дека е вака приватно ќе пиеме кафе и ќе ви подарам од моите каталози, можеби некој цртеж, од кај знае, ако се покажете добри. Можеби слика. Па не знам, за слика треба да платите малку повеќе, меѓутоа некој цртеж се. Кога сме кај концептуалната уметност и на она веќе граница меѓу тоа што е вистина, она што е уметност и она што е предмет кој што ќе го споменам само оној момент на Маурицио Кателан, комичар, бананата залепена со имаше и портокал залепен. Да, кој што чинеше $120,000 како уметност. А најстрашно од се беше на непостоечка фигура. Why not? Why not? Why not? Сакам да споменам Марина Абрамович, ако ми дозволиш. Треба и да шокира. Да, треба да шокира, ама не празно. Во ред бананата и ќе ја разберам. Океј, концептуално. Ова е скулптура. И да шокира, и да провоцира, секако. Секако. Тоа е провокација, дали би се разбираме. Марина Абрамович нели е исто една од концептуалните уметници кои што се зачетници на тоа и во 2010 на 14 март, па точно денеска што е 15 март. Не гледам. Точно пред 16 години ја прави она ретроспектива во МоМА, во музеот во Њујорк. Музеот за современа уметност, модерна уметност, пардон. Да, МоМА не. Каде што се седи 736 часа и 30 минути на еден стол и нели луѓе доагаат да таму се појавува и Улај, тој што и беше сопруг до 88 година, по 23 години тој се појавува. Прашањето ми е, значи настрана таа прекрасна траекторија на Марина Абрамович и на концептуални уметници. Колку е битна музата за вас како уметници и дали ти имаш муза? Бидејќи сепак интересно. Те чепкам сега малку. Да, знам дека ме чепкаш, значи од претходните разговори, брифинзи и така натака, апропо емисијата, знам дека онака ме пецкаш. Не те пецкам, само ме интересира. Само ме интересира. Еве го Пикасо ја имаше. Апсолутно. Пикасо имал милиарда жени и музи. Дали ја има гала и така натаму. Видете овака, во однос на Марина Абрамович, навистина врвен уметник, ја и почитуваш сум на незиното дело. Ајде направете го тоа. Да. Ајде седнете и направете го, смислете го. Немојте само да плукате и така натака. Мислам, сега во последниве години не знам, врзуваат, не знам за сатанизам, не знам и така натака, да не навлагам во тие води, иако постојат. Да се разбереме. Меѓутоа, почитуваш сум на незиното дело. Тоа што го направи во МоМА е навистина едно врвно дело. Особено што после толку години или со Улај се сретна и така натака. Тука е емоцијата, тука е она. Кога сме кај емоцијата? За музата. Да. Не заборавам, се расплинувам во разговорот. Ама имаме уште 20 секунди. 20 секунди. Муза. Па не знам дали имам муза, мислам, многу си ја сака мојата сопруга. Можеби од таму ја црпам целата енергија, морам ова јавно да го кажам. Секако.
од семејството, пред се моите две деца, да, Калист и Луција, 18 и 20. Мојата сопруга, тие ми се некако ветар во грб. Страхил, За се она што го работам и што сум го постигнал на некој начин и допрва што ќе следи. Ужива во разговорот и ни Благодарам. фалат уште многу часови за да дозборуваме. Фала ти, до утре може да разговараме. Да. За крај, би ни кажал 2 збора. Што? Аха. Да сакам уметноста. Не мислам. Ве молам. Овака, еден цитат кој што исто така го употребив за мојата изложба во За мојата изложба во 2019 година, превземење, значи, а тоа е поентата, нели, на концептуалната и постмодерната и така натака. Тоа е, вели вака, од Маркус Аурелиус. Вели, она што го правите денеска, она што го правите денес одекнува во вечност. Толку. Ти благодарам. Ви благодарам вам да поканате. Беше вечерва со нас Страхил М. Петровски и како што вели концептуалната уметност, најдете убавина и уметност во се што ве обкружува. Нека не биде убавото во одични животот. До следната емисија на Трафика ви посакувам убави и весели денови.